Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Големо е незадоволството кај граѓаните од катастрофалните политики на владата и Мицкоски, особено од поскапувањата, одбивањето да се покачат платите и непревземањето на временни мерки, но и од предавствата и лагите за името со кои Мицкоски дојде на власт. Додека владата на Мицкоски тера бизниси, криминални тендери за лично богатење, стандардот на граѓаните паѓа. Народот едва и врзува крај со крај. Работниците се бркаат од работа, економијата оди надоле, европскиот пат е блокиран. Тоа е секојдневието на македонските граѓани. Владата сака да го прикрие ова незадоволство на граѓаните со нов дефокус, со пренасочување на вниманието. Постојано се штанцаат вести и се тера црна кампања на неколку клучни теми за дефокус. Прво, напади на СДСМ, црна кампања и линч на председателот Филипче. Второ, подгревање на вештачките судири со соседите, со Бугарија. А од вчера и уште една тема пробаа да протнат, демек албанците ја окупирале Македонија. Еве, погледнете ги дел од токсичните наслови. Секој ден постојано, 90% од просторот на ВМРО-вските медиуми е црна кампања против Филипче и СДСМ. Зошто ако сме слаби, ако не постоиме, ако сме мртва партија? Власта сака да создава вештачка слика за внатрешните проблеми во СДСМ, само за партијата да мора да се занимава со деманти, наместо со разоткривање на предавството на националните интереси, финансиската криза во државата, промашената ценовна политика со која народот е посиромашен. Се создава и меѓунационална омраза со албанците. На секој начин се пробува да се креира омраза или поделба на граѓаните по било која основа. Зошто? За да се прикрие неспособноста на владата, неспособноста на Мицкоски да ја води државата, да се покрие катастрофалната економска политика и финансиската криза, да се запре СДСМ со објавите за грабежот на државата, која е во тек преку цените на горивата, невоведување мерки, партизација на судството и блокирање на ЕУ интеграциите. Се креираат пораки како во кампања, се поттикнува омраза кон соседите, се создаваат намерни конфликти. Мицкоски вели дека СДСМ е бугарска организација. Кој води кампања за бугарските избори? Да не е тоа Мицкоски? Тој што намерно создава конфликти со соседите. Кому му оди тоа во прилог? Нека граѓаните добро размислат. Како во кампањата за изборите, кога клечеше и молеше за власт, ветуваше враќање на името, поништување на Преспанскиот договор, сега повторно измислува тема за загрозување на националниот идентитет. Малцинствата во Уставот не се само бугарите, туку сите малцинства. Тоа не е прашање на Бугарија, туку прашање на Европската Унија. Не дозволувајте повторно да ве лаже и манипулира. Мицкоски го загрозува националниот интерес, а тоа е Европската Унија. Изолацијата е неговата политика. И тоа заради кражба.